Почнуваме со дебатниот дел. Тука го имаме господинот Дарко Димовски, председател на Сојузот на синдикати на Македонија. Господине Димовски, добре дојавте во Студио 10. Добро е најдов и добро утро до гледачите на ТВ24. Ке почнеме од ова што е најново, тоа е оваа ваша реакција која току-што ја прочитавме во вестите, каде што вие ги осудувате, како што велите, заканите за отпуштање. Тука, веројатно, мислите на вчерашната изјава на Стопанската комора на Македонија, каде што според нивни проценки, доколку владата не донесе мерки, ублажителни мерки за стопанството, дека ќе доаѓа до масовни отпуштања. Нивната е проценка дека тие отпуштања би се движеле од 30 до 50%, што е навистина фрапантна бројка, доколку е навистина така. Вие го осудувате тоа. Сега тука имаме, да речеме, две спротиставени страни, работодавачи и синдикати. Сите ги имаат своите аргументи, предпоставам. Така е, Сојузот на синдикати на Македонија Сабајлево излезе со своја реакција и своје ведување на оно што го кажа вчера колегите од Стопанската комора, каде што ние го свативме како закана, велики дека ќе отпуштат од 30 до 50% од работниците. Да, они тоа право ги имаат согласно закон и регулативите од колективниот договор, но потоа треба да се запрашаат дали на вистина тие работници ќе се вратат кај нив да работат, доколку ние функционираме и со закони и со закани се обраќаме кон работниците, а од друга страна мене како синдикалист не ми е јасно, знаејќи дека минатата недела има прес каде што ведеа дека нема доволна работна сила и ќе увезуваат работници од Бангладеш, Непал и така натаму, што Сабајле ова што го зборате на вистина збунувачки. Од една страна велат дека немаат работници, од друга страна прават притисок на владата преку нас работниците, мислејќи дека ние сме работниците еден потрошен материјал, а баш напротив, работникот знаеме движечка сила на економијата и сила која на вие работодавачи газди што ги велам јас им го ствара капиталот за да живеат удобно. Да, добро, сега тука имам два агли на гледање. Вие сега ги гледате работничките права, можност од отпуштање, но компаниите сепак, колку што јас можам да ја разберам Стопанската комора, нивниот став не е дека тие отпуштања би биле поради некаков луксус или намалување на трошоци, туку велат дека едноставно компаниите нема да можат да преживеат поради скапите енергенси и затоа бараат помош од владата. Па затоа тие компании овој временски период, изминатиот временски период направиле некаков капитал. И како што кажав и во минатата емисија, не е време за печалење, време е за да ја преживееме оваа енергетска, економска и ковид криза што уште ни е на грбот. И времето дојде каде што вие работодавачи треба да издвојат од овој капитал за да го преживееме овој кризен период и да бидеме оптимисти дека ќе дојде на подобро работите. Но не е начин да се закануваат преку нас работниците или да прават притисок на владата, знаејќи во изминатиот период колку енормни добивки, тоа може да го видиме преку Државниот завод за статистика, преку ИОП и така натаму, имаме механизми. Еве владата, бидејќи работодавачите ми ја фрлеа на руквицата, нека повелат, нека извадат, нека ги објават нивните годишни приходи, тоест колку капитал створиле еве последните 5 или 10 години, па нека повелат работодавачите, ако навистина немаат од што и како, нека повелат, нека седнат на маса како социјални партнери со владата и нека се договорат за субвенции. Но субвенциите не може да бидат само на врз работодавачите, тука не смееме да го занемариме и работникот. Да, добро, но предпоставам дека не се сите фирми толку успешни. Има фирми кои се поуспешни, кои добро работат, но има и фирми кои цело време кубурат. Има и мали фирми, оние особено мали и микропредпријатија кои едва и преживуваат месец за месец, а трошоците за сите се исти. Јас можам да зборам за работникот и ова што го велите, тоа му се случува моментално на работникот, платите му се обезвреднети, идеме сите во продавниците пазариме, денарот не е како што велат работниците, сега 100 денара се 50 денара, и јас затоа не знам за фирмите, но за работниците, кај работниците навистина алармантна ситуацијата и доколку се помага, треба да бидеме и ние во тој кош, а не само фирмите, како што знаеме во изминатиот период, дури се дрзна да ги злоупотребат
и средствата кои беа наменети, зборам за тие 14.500 денара кои беа наменети за работниците, што велите дел од некои доста злоупотреби, да. Дел од некои фирми, компании се дрзнат да го направи и до денеска немаме никаква разврска, а работникот остана оштетен. Да. Добро, во однос имате ви еден сет предлог мерки, ќе ги разгледаме тие мерки подетално да се пошто некако обратно ја почнавме емисијата, па така и ќе ја тераме. Во однос на она што го барате вие, една од мерките тоа е зголемување на платите, тоа константно тоа го барате и пред оваа да речеме криза во однос на покачувањето на минималната плата, вие баравте скалесто покачување на сите работници, штрajкувавте поради тоа, мисля че дека уште сте и во штрајк, да, не знам. Да, онамо каде што немаме добиено, да. Да, ќе зборуваме за тоа. Јас само сакам да ве прашам за една работа за која зборуваат експертите. Тие велат добро, во ред е тоа, но треба многу да се внимава, бидејќи покачувањето на платите всушност ја покачува и инфлацијата. Токму вчера и завчера за телевизија 24 тоа го објаснуваа некои економски професори, бидејќи велат кога населението покажува поголема куповна моќ, кога почнува повеќе да троши поради зголемените плати, тоа го гледаат и компаниите, велат има побарувачка, така расте и цената. Велат тоа е една инфлаторна спирала и дека треба многу да се внимава на сите чекори. Вие го кажавте одговорот, да платите ако се покачат и ако имаме маржи ограничени према производите, тогаш сигурно нема да се покачи таа инфлација. Бидејќи работникот сигурно нема да стае на страна 100, 200 или 50 евра, туку таа пара што ќе се сврти, ајде така наречена, од платите, ќе го помогнат и стопанството. Затоа не држи оваа констатација, ако се покачат платите, ќе има инфлација. Да, ќе се покачат платите, но цените да останат исти. Тогаш ќе немаме инфлација. Тогаш баш напротив, преку нашите плати од работниците и пензионерите ќе се помогне стопанството и ќе дојде до тој обрт, бидејќи пак ќе напоменам, ние во моментов преживуваме, не печалиме. И тоа мора да ни биде јасно. Па еве професорите вчера што зборија и експертите тоа го кажуваат. Значи они индиректно кажуваат платите кога ги покачаме, ќе се покачат и цените. Да. Ајде тоа да го спречиме, нели ние и за тоа ненамерно во дел од мерките ние велиме да се ограничат маржите и на останатите домашни производи, за да помогнеме на стопанствениците, на домашните стопанственици. И за тоа таа мерка не е намерно пишана. Но тука знаете како е, тоа е на прв поглед е мерката добра, но доколку малце погледнете во суштина се ограничуваат маржите на трговците, нели? На тие производи, но доколку производителот ја покачи големо продажната цена, тогаш таа сепак расте. Значи трговецот ќе заработува исто, но цената ќе биде повисока. Еве зејтин, ако го продава маслодај на 70 денари, и трговецот маржата му е ограничена на 5 денари. Нели? Но ако маслодајна го покачи на 90 денари, за граѓанинот ќе биде поскапа. Значи, дали мислите дека можеби таа мерка не е баш добро толку смислена во однос на растот на цени зборувам? А тогаш ние работниците, пензионерите, вклучително и граѓаните од ранливите категории, работниците со пониски плати, тогаш да не јадеме, да не купуваме ништо, да видиме вие трговци нека преживеат и работодавачи да им биде убаво, па ние да видиме што ќе преме. Во ниеден случај не се, ако е 10%, значи од 10% ќе се земи и со помал се продадено и со повише продадено. Која е логиката, освен малчноста, за да зголеми он цената, гледајќи дека тој продукт му се троши енормно. Значи, не држи таа теза, пак ќе кажам, сега сме во една криза каде што треба да си помогнеме, он да обстојува, да не иде во минус, ние да се прехраниме, да пребродиме кризава, за да отпочнеме еден по кризата, пак ќе кажам, јас сум оптимиста дека ќе дојдат подобри времиња и за работниците и за овие работодавачи. Мислите ли, господине Демовски, дека постои она што некои го зборуваат воено профитерство, условно кажано, дека дел од овие трговски производители не секогаш ги покачуваат цените само поради некаква пазарна логика, поради растот на енергенси, туку се обидуваат и да ќарат од ситуацијата. Па сега тоа го видовме, зборувам некој, сега не знам. Тоа го видовме изминатиот период и во ковид пандемијата и сега оваа енергетска и економска криза, но според мене тука ја не ги осудувам тие работодавачи, ги осудувам државата, бидејќи има механизми како може да ги контролира и да види онамо каде што маржата е дуплирана или триплирана, може да се интервенира и да се санкционира. Како пример, за да не дојде за ова што ни се случува. Ние чекаме нешто да порасне
до плафон, па постојано ставаме маржа. Или еве се намалија одредени цени на светските берзи на одредени продукти, ние тоа не го осетивме. И покрај тоа што се маржите ограничени, никој не ја враќа цената на производот назад. Или останува исто, или се зголемува. Зошто е тоа така? Треба да прашаме државата преку нивните институции, кои што се надлежни ова да го контролираат и да го коригираат. Да. Добро, вие имате предлог мерки до владата, јас ги имам, тука тие предлог мерки, значи, еве ќе кажам дел од нив, велите, ССМ бара платите во државата да ги следат порастот на инфлацијата, доследна примена на одредбите од колективните договори за усогласување на платите, проширување на досегашните антикризни мерки и така натаму. Што е приоритет од овие барања, од овие предлог мерки според вас, што е она што мора најургентно да се направи и можете ли малку да ги објасните? Најприоритетно се платите. Сите работиме, ние работниците работиме за плата и преку таа плата екзистираме. И избориме, ако на државата и прави проблем оваа инфлација која во моментов изнесува 16,8%, ако на работодавачите и газете им прави таа инфлација проблем, сигурни на нас работниците ни прави проблем, ни намалува купопродажната моќ и екзистенцијата во тековниот живот. Затоа ние како аргумент го земаме исто така и бараме и велиме. Сојуз за синдикати на Македонија бара сите плати, како во приватниот, така и во јавниот сектор, да го следат порастот на инфлацијата, но и на синдикалната потрошувачка кошничка, која се прави со по основ на параметри од Државниот завод за статистика и велиме. Тие параметри излагаат секој месец. Ако инфлацијата овој месец се зголемила 2, 3 или 5%, ако потрошувачката кошничка од еден месец до друг месец се зголемила за 3-4-5%, да се зголемат и платите согласно инфлацијата и зголемувањето на оваа синдикална потрошувачка кошничка. Во мерката 2 ја врзуваме со мерката 1 и велиме ова да се утврди во општиот колективен договор за приватниот и за јавниот сектор со посебен член, каде што ќе биде задолжителен за сите работници во државата и за сите работодавачи. Значи го врзуваме првото со второто како реална потреба за екзистенција, пак ќе кажам, на работниците, но ние ранливи категории на граѓани. Одиме понатаму, ова што го велиме. Бараме дополнителни ограничувачки маржи на одредени домашни продукти кои што се неопходни за тековниот месец за да обстојува тој работник или граѓанин. Одиме понатаму, исто една добра мерка од минатото, платежна картичка, каде што велиме да се даде платежна картичка на оние работници што се со пониски примања, односно на сите граѓани од ралнивите категории, каде што ќе може да купуваат домашни производи, како и да си плаќаат дел од електричната енергија. Во износ и критериумот да биде за оние работници кои земаат испод просечната плата која во моментот изнесува 31.800 денари, но да биде разликата до износот на таа потрошувачка синдикална кошничка, за да може да преживее едно 4-члено семејство кое во моментот изнесува 42.000 и нешто денара. Значи една добра мерка каде што ќе се субвенционираат и реално ќе се придонесе на подобрување на животниот стандард на оние ранливи категории и на работници со пониски примања. Исто така бараме и еден бесплатен јавен градски превоз, зборам во сите градови, бидејќи реален ни е трошокот на нас работниците кои идеме од и до работа да се направи таа мерка за да може да се помогне, еве. Да речеме тоа сигурно добар дел од работниците ќе се откажат од своите автомобили и ќе го користат тој јавен градски превоз. Тие се тие 5 мерки кои во моментот за нас работниците живо значат и да може да пребродиме оваа економска енергетска криза. Господин Димовски, вие секако зборувате за правата на работниците, вие сте председател на синдиката, но како што гледаме, сите сектори на некој начин бараат помош, бараат субвенции, бараат пари. Ова што го спомнавте последното со градскиот превоз, инаку беше ветено и од актуелната градоначалничка на Скопје, таа подоцна рече дека не знаела дека ќе постои ваква тешка економска криза и дека тешко тоа сега да се реализира. Прашањето ми е, сите бараат помош од владата, но има ли владата доволно средства да им помогне на сите? Тоа ќе мора да се обратите до владата, а јас ќе си дадам едно свое мислење доколку владата си ги почитува своите закони и
спречува дел од она што и се случува, не треба да и се случува, преку наплатата на данокот за додадена вредност ќе може да ги сервисира овие работи, но очигледно во некои сегменти, во некои сектори се замижува и владата свесно си ги губи парите преку данокот за додадена вредност. А од друга страна, па сите бараме од незе еден вид субвенција, бидејќи гледаме економската криза за сите исти, за работодавачи и за работници и за пензионери, вклучително за сите граѓани, и како власт она ќе мора да излезе во престрет. Но пак ќе кажам, мора да се наплати онамо каде што законот и дозволува и каде што сите гледаме како се крши нешто, а штетата ја трпи општо целиот македонски народ и начело со владата. Мислите дека законите не се спроведуваат доследно? Па ние интервенираме. Затоа нема доволно пари. Па ние интервенираме, ние во последниот период се прекршува недела неработен ден. Ние гледаме трговци по одредени градови и општини каде што никој ништо не им прави покрај пријавите кои ги имаме ние и до Државниот пазарни инспекторат и до Државниот трудовски инспекторат и така натаму. Гледаме се охрабруваат или онеј ден кога имаме акција и кога синдикалните патрули се на терен, некој им дојавува и тие работодавачи не работат. А кога ги нема тие акции или константно ги нема тие инспектори, се работи на големо и преку пријави од нашите работници каде што они работат и ги пријавуваат тие несовесни газди, тамо не се интервенира. Еве, преку основна глоба колку може да се државата да наплати и да си придонесе кон зајакнување на низиниот буџет. Исто така, оние што не се во дејноста за работа во недела неработен ден, не издаваат фискални сметки. Значи се затајува данок. Значи има икс примери каде што државата може да си дојде по своето и да си го примени законот доследно, бидејќи знаеме оваа држава законите важат за сите, не само за одредени на капацитети. Па ја не би сакал да биде само на хартија, би сакал да биде во реалност. Да, добро, во однос на ја спомнавте потрошувачката кошничка од воведувањето на минималната плата, како потрошувачката кошничка да ја следи минималната плата, ми се чини тоа е отприлика можеби во насока на она што го зборуваат експертите со кои вие не се согласувате целосно, претпоставувам. Значи минималната плата почна нели од 12.000, па 15.000, па сега е 18.000 и во пракса би требало состојбата да се подобрува. Така расте всушност и просечната плата, некаде дојде до 30.000, колку да е просечната, не знам точно. 30.800. Да, 30.800 просечната, но потрошувачката кошничка е цело време пред неа и повторно сега е поголема од просечната плата. Во законот за минимална плата ние утврдивме на методологија што никој не ја примети, а за дел од работодавачите овие газди дури смета дека беше и погубна, бидејќи не било согласно европските директиви и она што го бара Европската унија од нас, каде што велиме минималната плата не може да биде помалку од 57% од просечната плата, што во моментов више јас верувам дека е помалку од 57% и законот им возможува секој март тоа да ја нивелираме или да ја регулираме согласно ова законско решение. Сега тука владата, не почитувајќи си го својот закон, пошто ние како Сојуз на синдикати на Македонија поднесовме и, знаете, тужба до Основниот граѓански суд, како и до Европскиот совет, пред меѓународните судови, си направи еден проблем, не почитувајќи ги своите закони, ги охрабри некои други тоа да не го почитуваат. Затоа се створи, ние ненамерно пишуваме цело време на социјална анархија, бидејќи не може минималната плата да порасне, а знаејќи дека во членот 8 од Законот за минимална плата вика во рок од 6 месеци треба да се усогласат и останатите плати. Твојата, мојата и на сите останати, како во приватниот, така и во јавниот сектор. Во приватниот сектор, онамо каде што имаме, каде што сме синдикално здружени, тоа го направиме, верувајте ми, над тоа што требаше, бидејќи тие свесни работодавачи кои навистина гледаат иднина во Македонија и сакаат да работат, знаејќи дека се помалку има стручни и квалификувани работници, си одврзаа кесето и од нивниот капитал дадоа на работникот, тоест им ги зголемија или осогласија платите согласно овој закон за минимална плата, каде што вели дека со порастот на минималната плата треба да се осогласат и сите останати плати. Сега со државата
бидејќи тогаш стана оваа украинска криза, не убедува и не убедија на жал, бидејќи ние не сме политичари, ама ова ќе ни биде видни на едно големо искуство, да не веруваме на политичарите, дека нив согласно законот за извршување на буџет, бидејќи тие се наменски средства за останатите плати, треба да ги утврдат во тој закон, но и да земат поради овој воен конфликт во Украина и Русија, да земат одредени буџетски, да земат одредени парични средства од Меѓународниот монетарен фонд. Ние им поверувавме и рековме, добро, ние за да не биде покачувањето 18,4%, ајде во износ да биде онолку што се покачи минималната плата од 2806 денара, да биде од чистачка до председател на државата, солидарно покачувањето оваа година, така спогодбено да го направиме тоа, со тоа што да го потпишеме новиот општ колективен договор за јавен сектор, каде што па да исправиме на голема дискриминација, бидејќи знаеме во приватниот сектор важи регресот или тој актуелен К15, додека во државниот сектор или во јавниот сектор тоа право не го уживаат овие работници, а ние не смееме да дозволиме во ниеден случај да ги делиме работниците на приватен или на јавен сектор, и да ги уживаат овие едни права, овие други права. Поверувавме, се договоривме начелно и фативме рака и со премиерот и со вице-премиерот и сите што беа останати таму на тој економски и социјален совет, дека 2806 денара ќе имаме од 1.7. Како што идеше времето, така се збореше дека членот 8 од тој закон за минимална плата во преодни завршни одредби не важел, и кај нас се поставува прашањето како може да важи членот 1, каде што вика дека секој март треба да се усогласува минималната плата со порастот, еве да речеме, там имаше тогаш 3 параметри, со порастот на бруто домашниот производ, со порастот на минималната, со порастот на просечната плата и со порастот на цената на трудот. По 1/3 беа тие параметри и они тоа го применеа. Го применија. И сега најнаш членот 1 важи од законот, а членот 8 не важи. И се случи ова што се случи, што резултираше со една пријава до Основниот граѓански суд, каде што чекаме овие денови или овој месец да веќе да не викнат на рочиште, каде што да исправиме оваа неправда што се случува према работниците кои не добија осогласување на платите. За да не мислат дека Сојузот на синдикати на Македонија ја дели централната и локалната власт, другата недела секаде онаму, кај оние градоначалници и оние јавни комунални предпријатија, каде што не е осогласена платата, ние ќе поднесеме исто тужба до Основниот граѓански суд, како и кривични пријави до оние основачи на предпријатијата и директори на предпријатијата, каде што не го направија тоа. Значи, ние не правиме, ајде да кажам, селекција на централна и локална власт, туку си ги бараме нашите права кои се утврдени во законите и колективните договори, без разлика дали се тие гранкови општи или на ниво на работодавач. Добро, што се случи со штрајкот? Штрајкувате ли некако беше на почеток силен, жесток, па некако спласнуваше, за скоро да слушнеме дека вие сте всушност се уште во штрајк, но некако тоа не се гледа. Така е, онаму каде што добивме по општините и јавните комунални предпријатија, нормално е да го прекинеме штрајкот. Државата онаму каде што е глува и што не сака да си го примени ова законско решение, и онаму каде што сме синдикално организирани, уште има отпор, но ова резултираше, пак ја кажам, со една тужба до граѓанскиот суд, каде што ќе докажеме дека ние сме во право и дека државата треба да си ги почитува своите закони, а и ова ќе бидам само критичен, ние работниците мора сами да си ги бараме нашите права, кои синдикатот ги утврдува како представник на работниците, и доколку тие се прекршени, треба да се исправиме без разлика дали е од централната или локалната власт, бидејќи си правиме самите штета. Додека не се освестиме како работници или како синдикалци дека треба сами да се действуваме и да не подлегуваме на притисоци, во моментов имаме притисоци во општина Карпош, не во општина Карпош, во општината Охрид, каде што, барајќи ги тие 2806 денари или сега во моментот во 18,4%, градоначалникот со директорите од јавните комунални предпријатија се дрзна да прави притисок врз синдикалните председатели во тие јавни комунални предпријатија, да се откажат и дури членството со печати од јавните комунални предпријатија, пишувајќи некакви отстапници, ни го вадат членството надвор. И да го извадат членството. Сојузот на синдикатите на Македонија останува на патот, почитувајќи ги, применувајќи ги законите и колективните договори,
а другата недела ќе отидеме, бидејќи денеска е петок, ќе се организираме, ќе отидеме при општината, ќе бараме средба со градоначалникот и ќе прашаме зашто се тие репресивни мерки према работниците, доколку во закон и во колективен договор им е утврдено ово согласување на платите. Вие учествувате на Социјално-економскиот совет на владата заедно со останатите општествени чинители, заедно со коморите. Последниот Социјално-економски совет не произведе никакви резултати, ми се чини. Тие мерки кои се најавуваат уште од август никако да се донесат, нема конкретен пакет. Владата вели дека тој се утврдува, ќе видиме на следниот совет дали ќе се донесе. Кажете ми, што се случува тамо? Еве, вие учествувате тамо директно. Зашто се зборува? Што се случува? Доколку нема конкретни мерки, зашто разговарате? Овака, во средата се одржа економски совет. Тоа е различно од економскиот социјален совет, каде што учествуваме на тој економски социјален совет, трите чинители, владата, представниците на работниците, синдикатите и представниците на работодавачите. Ова е сосема нешто друго, еден економски совет, каде што главниот збор го водат стопанските комори заедно со владата, а ние како синдикати се грижиме покрај она што ќе го остварат и будно следиме кои мерки или кои, ајде да кажеме, субвенции ќе ги бараат овие работодавачи преку стопанските комори да бидат вклучени работниците. Значи ние на тој економски совет не сме од тоа тело, ние сме како посматрачи на тоа тело, да, наблюдувачи, но со право на збор, онамо каде што сметаме дека на вистина се запоставени работниците или се исклучени од тие, ајде да кажам, мерки или субвенции што ќе се доделат на работниците. Додека на економскиот социјален совет е нешто сосема друго, таму е председавач нашата министерка за труд и социјална политика и таму се кројат и баш овие 5 мерки што ги презентиравме тогаш на економскиот совет, ќе ги бараме на економскиот социјален совет. Бидејќи, пак ќе кажам, овие 5 мерки за нас работниците со пониски примања живо значат и мора достојно да ги примениме, ќе ги студриме аргументите со другата страна, доколку има некои нејасноти, бидејќи нас главен репер ни ова што не се случува во цела Македонија, тоа е инфлацијата од 16,8% и синдикалната минимална потрошувачка кошничка која го следи и трендот на раст на цените и во маркетите, општо во целата држава, согласно, пак ќе кажам, многу е битно, параметрите кои го објавува Државниот завод за статистика, која е државна институција. Значи, тоа се официјални бројки врз кои ние ја изработуваме оваа социјална кошничка, за да може да преживее, не да живее, да преживее едно 4-члено семејство и пак ќе кажам, кој не поседува автомобил и затоа е ова пета мерка, каде што викаме да се овозможи бесплатен јавен градски превоз, за да не предизвикува дополнителни финансиски импликации на буџетот на тој работник со пониски примања. Добро, еве учествувате на економскиот совет како наблюдувач, на социјо-економскиот совет учествувате поактивно. Повторно ќе ве прашам, има ли објаснување од владата? Ние го слушаме она што го кажуваат официјално, но има ли нешто подетално до каде е сетот мерки, зошто до сега не се донесени, зошто толку се доцни, не само за вас, значи за сите општествени чинители, повторно ќе кажам, што се зборува таму, што се дебатира, дали нешто гледате дека нешто конкретно се крои, се прави? Јас само ќе пратам една порака, бидејќи пак ќе кажам, таму се на тој економски социјален совет се креираат политиката, овие работодавачи, представувани стопанските комори, организациите на работодавачи и така натаму. Таму да се водат битката, на економскиот социјален совет, а не таму да се ќути, да се премолчува, да се тактизира. А не преку нас работниците со пресконференции каде што се закануваат на владата преку нас, преку нашиот грб дека нас ќе не отпуштат. Не, другари, ви имавте можност во средата, ама во средата некако само двајца или тројца зборија, другите некако го преќутија тоа за на крај од тој економски и социјален совет кој го искача, барем ја имав таков впечаток, дека ништо не се договорија. Па според она што беше кажано, да, ја лично присуствував. Не само впечаток туку. Јас тоа што го добив не кажа дека има некаков договор. За на крај да биде производот од средата во четвртокот, ние работниците ги отпуштиме. Па бидете мажи, кажете на владата кои се вашите потреби. Како вие треба да екзистирате, не преку нас работниците, па најлесно е нас ке не отпуштите, ама и да ви кажеме и ние работниците на работа на вас работодавачите. Па ние за без пари не планираме да ви работиме. Еве са бајле, сите ги следиме, нели, социјалните мрежи. Сега има една објава каде што бара 150 поштара во Германија, не знам 150 деливери, 150 шофери за камиони, така натаму вика работно искуство не е потребно. Имаме ние опција каде да работиме.
Но си ја сакаме државата Македонија и сакаме нашите деца тука да екзистираат, тука да го продолжат традицијата на нашите поколенија. Не е тоа начинот со закана, ние ќе ви отпуштиме. Да, вие ќе не отпуштите, ама да ви кажеме и ние работниците за без пари не ви работиме. Ако ние не можеме да си го прехраниме нашето семејство, верувајте, не може да си ги платиме режиите, сметките, верувајте, ние нема да останеме и да сакате да не задржите. Значи, една јасна порака до овие работодавачи дека работникот не го плашите, бе другари. Работникот ќе си најде, ќе работи и во Германија и во Македонија. Само вие бидете паметни да не задржите, за да не градиме туѓа економија, за да не ја напуштиме државата. Бидејќи, како што кажав, во неколку наврати, тогаш Сојузот на синдикати на Македонија ќе им купи по една пинг-понг маса, бидејќи фабриките ќе им останат празни хали да си играат пинг-понг во тие хали. Е така безобразно како они што вчера безобразно се обраќаат према нас работниците. Мора да разбереме дека работникот има достоинство, дека работникот е движешка сила на оваа економија и дека работникот ја гради државата. Вие велите дека на тие преговори со владата, на сите тие совети, дека стопанските комори, работодавачите, дека не се толку активни, дека повеќе се сервилни кон владата, таква е вашата перцепција? Видете, јас го кажам моето мислење, мислам дека таму они што го збореа и од другата страна што им беше дадена како одговор, немаше резултат, како да ви кажам. Ние не идеме таму да се удвараме ни со други, не идеме таму да ги кажеме реално проблемите. Но очигледно, пак ќе кажам, јас не сакам да критикувам никако, не е моја работа економскиот совет, ние си действуваме на економскиот социјален совет и ние за овие 5 мерки жестоко ќе се бориме во среда, кога што е закажан во економскиот социјален совет и ние знаеме што треба да направиме. Но пак ќе кажам, не е начинот таму да преќутиме одредени работи, а може да притиснат многу повеќе на тој економски совет, за да биде резултатот во четврток и ние ќе отпуштаме работници. А таму Ајде ќе видиме до следниот економски совет дали владата конечно ќе излезе со некакви конкретни мерки. Тие велат мерките се кројат, се подготвуваат во ред. Ајде да видиме. Сакам вака полека да се приближуваме до крајот на емисијата. Интересно е што во јавност пред некој ден излезе поранешниот претседател на синдикатот, господин Живко Митревски, со една изјава во која ве таргетира вас лично, зборува за вас, зборува и за тоа дека него судот ќе го врати на работа како претседател на синдикатот. Пред да искоментираме, да ја видиме изјавата, па ќе се вратиме во студио. Очекувам дека во најскоро време ќе биде реализирана и ќе биде отстранета оваа историска неправда и тоа узурпирано место од страна на тој господин ќе биде решено со легитимно враќање на легитимен претседател избран на Конгрес на Сојуз на синдикати на Македонија. За жал капацитетот е многу лимитиран во овој момент на Сојузот на синдикатите на Македонија. Гледавме некои штрајкови со празни столчиња, што исто така еден историски преседан. Исто така гледаме дека нема конкретни барања до владата со цел за реализација, ниту има некоја желба за соработка. Очигледно, иако владата на некој начин настојуваше да го анимира социјалниот диалог, тоа очигледно дека Сојузот на синдикатите на Македонија, а посебно тој господин кој го има узурпирано тоа место, не го искористи. Значи потребен е еден активен пристап, една активна соработка со сите политички партии, со владата, како би можело да се интервенира со конкретни мерки. Да, тоа е изјавата на господинот Митревски, како што видовме неколку отровни стрели, ајде да кажеме, кон вас. Една е таа дека местото е узурпирано, дека вие сте нелегитимен претседател, втора дека сте неактивни, дека не работите ништо, дека не соработувате со владата и политичките партии. Како рече, лимитирани капацитети, ми се чини употреба израз. Види, на овие маки убаво се насмеавме со господинов мистер Бин. Немам што да коментираме, ве судот нека му покаже, колку што знам, он сите судски ручишта ги изгуби. Немам што да кажам, ние си тераме по патот и по она што ни е таргетирано во моментов, а тоа е економската криза, како да ја пребродиме оваа енергетска криза. Ако судот на вистина досуди, како што вика он, со конгреси, после неговиот замен имаше уште 2 конгреса, он имаше шанса да се кандидира, беше пратено до него покана за кандидатура, човекот не го направи тоа.
Не коментирам ништо, многу сум зафатен со овие работи и се фокусираме на ова што денеска ни се случува, за да коментирам излишни изјави, посебно изјави каде што треба да седнеме со политичките партии. Уште не седнат, некој сака да се продаде. Очигледно, Сојуз на синдикати на Македонија сигурно тоа нема да го дозволи политичките партии да влијаат врз неговата работа, бидејќи ние екзистираме и платите си ги земеме од чланарина на работниците и до крај ќе идеме за работниците согласно законите и колективните договори и правата кои ги уживаме во нив. Господин Митревски, некако е како да е убеден дека судот ќе го врати на тоа место, можеби има некои информации кои вие ги немате. Па видете, ние не идеме по судове, ние гледате сами кажува човекот, штрекуваме по улица со празни столчиња кои некој не може да го разбере на што е целта на тие празни столчиња. И така натаму не се занимаваме ние. Кога ќе не викнат идеме таму, си ги презентираме нашите докази. Дури ние бевме и не викај во МОВР тоа време, дававме, депониравме потписи дали навистина е сменето на тој начин, дали навистина биле тие делегати и така натаму. Не навлегувам. Како да ви кажам, легитимно право е на секој да си збори, да си се бори, онамо каде што треба ќе се докаже спротивното дека Сојуз на синдикати на Македонија на правиот пат. Ова не се случило сигурно последните 20 години што го работиме ние како тим во Сојузот на синдикати на Македонија, не како Дарко Димовски. И верувам дека достоинствено се исправивме пред првен институциите кои што ни ги почитуваат работничките права, пред оние домашни гази што ги велиме ние исто кои ги узурпираат и не ги почитуваат работничките права, и тој тренд ќе го продолжиме понатаму. И кој да ме замени после Дарко Димовски да биде, тешко дека ќе излезе од ова што го правевме изминатиот период, и ќе мора постапките на ова што се прави да се продолжи понатаму како Сојуз на синдикати на Македонија. Добро, за крај и уште ова прашање, доколку немате одговор, немате респонс од владата на вашите овие последни конкретни барања, сето од мерки што го барате, доколку тоа остане негативно, кои се вашите планови за понатаму? Нас ни се јасни плановите, ви кажам, ако работникот не може да обстои со неговата плата, ако не може да си дозволи еден достоинствен живот во држава во Македонија, се знае. Еве сега ни го дадоа и ова права, демек отворен Балкан, и има више почна одредени групи на стручни и квалификувани работници, бидејќи нова подрачје се збори сличен јазик, и каде што, ајде да речеме за Европска унија може ни беше бариера јазикот, сега го нема јазикот, а гледаме платите во Хрватска, во Србија, Словенија се многу повисоки од кај нас, и има потреба навистина се во дефицит од работници баш од сите вие, угостителство, туризам, градежни работници, квалификувани работници, бравари и така натаму. Што значи дека време више и работодавачите и државата да направат на стратегија како би не задржале нас работниците. Бидејќи без работникот ова држава, еве ја и ти сме работници, ако ти не беше тука, како ќе гледавме оваа емисија, ја ако не бев работник, како ќе упатевме апел некои работодавачи и владата више да крајно време да се освестат и да посветат внимание со една цел, да не овозможат достоинствен живот преку достоинствени плати, за да може и ние работниците, вклучително и сите граѓани во државата, да живееме достојно. Господине Димовски, ви благодарам за овој интервју. Благодарам и на вас, сегашно интересно. Ова беше Дарко Димовски, председател на Сојузот на синдикати. Одиме со една кратка пауза за реклами и продолжуваме со Илија Јовановиќ од Сдруженијето Градиме иднина.